Каде е границата помеѓу играта и насилството? Дали некој внимава на децата за време на одморите? Каде е обезбедувањето? Вакви прашања се наметна откако јавноста дозна за случајот во основното училиште Ѓорѓија Пулевски, кога ученичка беше фрлена од прозорецот. Екипата на 1ТВ денеска го посети училиштето и се обиде да добие одговори од затекнатите родители. Велеа дека игра било. Така ја барем слушнав од овде. Од родителите, Па ја како што се гледам, има обезбедување, сега колку се грижат, не знам да ви кажам. Мислам дека е преувеличено, не било тоа така. Од девојчињата од класот што учат со него, со девојченцето, тоа било како наводна игра, али и пак тоа не е игра. Да го турниш некое дете, да падне, може да се повреди. Дали некогаш претходно вашето внуче се пожалило на насилиште или груба игра деца? Има, да. Не знам што да кажам. Не е добро. Малиот одмор го искористивме за да ги прашаме децата дали сите ја играат таа игра. Дел од нив рекоа дека слушнале за неа, но дека тоа оделение е единственото кое играло. Учениците додадоа дека не се случуваат насилни настани во нивното училиште. Јас не знам што се случува вчера. Видео има, викаа дека имало видео и дека тоа било само игра. Снимки на вистина постојат, а направени се од соучениците. По инцидентот ги предале на директорот Александар Филипчев, кој пак ни ги покажа за да се увериме дека фрленото девојче доброволно учествува во играта, односно, според неговите зборови, скока од прозорецот. Сепак, директорот не ги предал снимките на полицијата, туку само ги покажал на просветните инспектори. Прозорецот низ кој било фрлено девојчето се наоѓа од страничниот дел на училиштето. А како што вела дечињата кои ги сретнавме, но не смеевме да ги снимаме, од овде многу ретко поминува училишното обезбедување. Ова е единствениот прозорец на првиот кат кој нема решетки, а според зборовите на директорот причината е безбедносна, односно планот за евакуација. Инаку, директорот Александар Филипчев денеска не повика на брифинг во својата канцеларија, но не сакаше да даде изјава во нашата камера со образложение дека не сака публицитет, иако изутринава веќе дал изјава за друга телевизија. Филипчев не сакаше да ја образложи причината зошто се однесува селективно кон медиумите. Тој не повика во својата канцеларија откако ги забележа камерите околу училиштето, со обид да ни објасни дека случајов не треба да зазема толкави размери. На прашањата за надзорот врз учениците, одговори дека педагошкиот тим дознал за играта по инцидентот, а обезбедувањето не било надлежно за однесувањето на учениците, ниту пак смеело да влезе во училница. Просветниот инспекторат, но и општина Аеродром, испратија соопштенија преку кои го осудија инцидентот, но не се огласија во јавноста со став дали ќе бидат преземени некакви мерки. Реакција пристигна и од коалицијата Маргини, од каде изразуваат особена загриженост за односот на директорот и надлежните. Во меѓувреме, се множат и реакциите на социјалните мрежи, а родителите прашуваат до кој спрат фрлање од прозор е шега.